Добре дојдовте во најновото издание на информативната емисија Отворено за. Вечерва мој и ваш гостин е господинот Александар Сабевски, претседател на студентскиот парламент на Технолошко-техничкиот факултет од Велес. Добре дојдовте. Добро ве најдов и ви благодарам на поканата. Велат дека корените на образованието се горчливи, но плодовите се сладки. Токму под овој наслов, неделава која што изминува на вашиот факултет, се одржа трибина. Која беше целта? Така, на 11 декември во петокот, по повод денот на македонските студенти на Технолошко-техничкиот факултет во Велес, во соработка со Совет на млади на општина Велес се одржа трибина под наслов Корените на образованието се горчливи, но плодовите се сладки. На трибината свој обраќање, свој говор има професор доктор Бошко Караджов, студенти кои што дипломирале на Технолошко-техничкиот факултет Велес, а денес се успешни технолози на своите работни места, и представници на неколку невладини организации, совети на млади. Конкретно наши гости беа Советот на млади од Штип, кој што преку оваа трибина на овој настан ги пренесоа и своите искуства. Целта на настанот, како што споменав покрај размената на искуства, во целиот тој разговор нормално ќе се роди некоја нова идеја за наша понатамошна реализација. Главна и примерна цел на настанот беше да се мотивираат студентите да вложуваат во своето знаење, во своите вештини, нормално покрај на формалното образование да посветат време и внимание и на неформалното образование, и на тој начин понатаму полесно да се снајдат на пазарот на трудот. Во минатото се веруваше, не знам дали и денес е тоа така, дека студирањето е премногу скап финансиски процес за семејствата кои што има студенти. Каква е состојбата денес? Вие сте во постојана комуникација со студентите. Што тие велат? Така, во последниве години се случуваат некои промени кои што може да слободно наречам дека станува збор за позитивни промени во високото образование. Односно, веќе имаме некој процес на отварање на нови факултети и дисперзирани студии. Така, на тој начин се отворени нови факултети и студирањето, односно високото образование им е поблиску на младите, на сите оние матуранти кои што сакаат по завршувањето на средното училиште да го продолжат своето образование од една страна, а и на овој начин се отвара можност сите оние кои поради дали од финансиска спреченост или други причини во минатото кога сето тоа било концентрирано во два градови во државата, само Битола или во Скопје, од тие причини не си овозможеле да студираат, односно се запишат на факултет, денес тоа е и овозможено. Така практично започна да работи Технолошко-техничкиот факултет во Велес со студентските програми прехранбена технологија, биотехнологија и нутриционизам. Конкретно, почетоците се во 2008 година, станува збор за релативно млад факултет и имаме дисперзирани насоки по нутриционизам во Кичево и во Битола. Така да преку отварањето на дисперзиите и овој нов факултет и намалувањето на партиципацијата се овозможува се поголем број на студенти да студираат и да го завршат високото образование. Статистиката покажува дека во последните години имаме голем процент на средношколци кои што по завршувањето на средношколското образование продолжуваат понатаму. Претпоставувам дека имате некоја бројка, можеби не точната, меѓутоа сепак кој е процентот каде се движи Македонија, колку средношколците го продолжуваат својот образовен процес понатаму? Според оние податоци кои што се достапни за медиумите и за нас како институција, некаде околу 90% на матурантите продолжуваат, односно се запишуваат на факултетите. Тоа е уште една потврда на сите овие претходни мерки кои што ги споменав: отварање нови факултети, дисперзирани студии, намалување на партиципацијата. Тоа фактички зголемениот интерес за упис на матурантите, да продолжат своето образование, се должи на сите тие мерки кои што се воведуваат континуирано во последниве години. Кога сме кај поволностите кои што им се нудат на студентите, во оваа емисија мораме да споменеме дека пред неколку години започна и првите директни стимулации до самите студенти од страна на владата.
Така, во последните неколку години, значи секоја академска година има по некоја мерка која што се воведува и тоа директно од една страна и ги стимулира младите, од друга страна ги мотивира во нивниот процес на високо образование. Така, значи, прва мерка беше и доделување на ваучери за набавка на лаптоп компјутери за абсолвентите. Таа мерка во тој период доби проширување, така да после тоа ваучери имаше можност и студентите од другите генерации, значи кои што не се во завршна година, да аплицираат, односно да се стекнат со ваучер за набавка на лаптоп компјутери. Мерката најде на голем интерес од страна на студентите, бидејќи сме и во секојдневна комуникација со нив во рамки на факултетот, нормално и наши пријатели, познаници кои што студираат по другите факултети, тога се поставуваат оние прашања, значи кои документи ни се потребни, како да се потполнат успешно таа документација, таа апликација, кои услови да ги задоволат за да се стекнат со таков ваучер. Сведоци бевме на уште на таква позитивна мерка во текот на 2015 година, значи оној претходен семестар кој што заврши до јуни месец, тогаш се појави она можност за аплицирање на апсолвентите за набавка на таблет со тастатура и фактички целиот процес на студирање, значи покрај тоа стекнување со нови знаења е поврзан и со употреба на компјутери и дополнителни технички средства. Впрочем и во самата настава на факултетите по одредени предмети доста вежби се изработуваат практично на компјутери. Конкретно бидејќи станува збор за факултет кој што е од областа на технологијата, кога би се направиле ние како технолози, како нутриционисти одредени истражувања, ние добиваме резултати кои што после тоа треба да ги обработиме. Затоа ни е потребен компјутер, затоа ни се потребни соодветни програми и сето тоа, значи сите овие мерки кои што се воведуваат се од директно значење за нас како студенти. Каква е комуникацијата со надлежното министерство? Имајќи во предвид дека вие директно ги познавате потребите и ги знаете барањата на студентите, каква е комуникацијата со надлежните? Како се доаѓа до одлука кога треба да се промовира некоја мерка? Дали на студентите им треба лаптоп, дали таблет или можеби нешто друго? Така, значи прво би спомнал дека студентите се вклучени во сите оние форми или работни тела во рамки на една институција, како што е пример факултетот, дали станува збор за наставно-научен совет, деканатска управа, потоа и повисоко на ниво на универзитет, каде што нормално имаме членови од студентите во сенатот, во ректорската управа, постои интеруниверзитетска конференција каде што исто така имаме членови од студентите и сите тие, значи, наши членувања по соодветните тела, на тој начин преку и нашите раководни лица, дали се декани, проректори или ректори, можеме, значи, и преку нив од една страна да допрат нашите потреби и барања до соодветната институција, до министерството, а од друга страна, значи, преку наши дописи кои што ги спраќаме или пак со некои истражувања од нивна страна кои што ги прават помеѓу оваа популација, па да се види се она што е потребно, како може и на кој начин да се реализира за одреден временски период. Затоа, значи, еве етапно доаѓаат, ако претходно сме имале набавка на лаптоп компјутери, нели во последно време по тренд или повеќе беа користени таблетите, па значи имавме и таква мерка во изминатиот период. Имаме најнов пример на дополнување на една мерка. Сега од 1 јануари студентите ќе имаат можност на бесплатен градски превоз во сите општини каде што има, нели, државни факултети, и ова е еден пример каде што се надоградува нешто што досега го имале студентите, а им е неопходно. Ова нова мерка која што ја слушнавме пред неколку денови е на дополнување и на она што претходно го имавме како можност како студенти, значи бесплатен четврток, кога можат студентите кои што, нели, мерка се уште трае, студентите можат да, нели, го користат железничкиот превоз
Конкретно имаме случаеви кога има некои предавања или некои активности кои што ги организираме преку факултетот или студентскиот парламент ги одржуваме во тој ден за оние студенти кои што се конкретно од Скопје или од други градови каде што функционира железничкиот превоз, да можат бесплатно со своите индекси да се купат билети да дојдат на активностите или на настава во факултетот во Велес. Исто така, претходна мерка која што се уште трае трет викенд, секој трет викенд во месецот студентите да користат бесплатен билет во железничкиот превоз и во поголемите градови и онаму каде што нормално треба повеќе време да се стигне од дома до факултетите и каде што има јавен градски превоз, сега тоа е практично и последната мерка која што се воведува и тоа е уште едно големо олеснување. Можеби во поголем град се потребни повеќе превозни средства се променат додека се дојде конкретно до факултетот. Вака, со оваа мерка повторно студентите имаат можност да заштедат, ова е уште едно нивно олеснување. Колку оваа мерка допринесува за стандардот на студентите да се подобри? Оваа мерка влијае на подобрување на стандардот на студентите, така што сите ќе се исклучи започнувајќи со новата календарска година, ќе отпадне сето на купување на месечни карти и билети. Како што беше најавено со самата мерка, соодветните министерства и институции ќе ги рефундираат тие финанси на јавните претпријатија кои што вршат превоз. Од друга страна, се подобрува стандардот, но и се подобруваат навиките кај младите, затоа што слободен четврток конкретно не важи само за превозот, туку и за посета на одредени културни установи како што се киното и театрите, така да со индекс бесплатни карти може да се купат студентите во сите тие културни установи. На тој начин, покрај онај дел што го имаат можност со колегите да го поминат заедно на факултет во текот на наставата или практичната настава, сега имаат можност на друг начин да отидат заедно како колеги да изгледаат представа или филм и на тој начин сите тие мерки повторно допринесуваат и за подобрување на навиките, но и за поголемо дружење и комуникација меѓу младите. Кога станува збор за образовниот процес, на младите или на студентите не им е потребна само бенефиција, потребни им се и добри услови за студирање. Како стои Република Македонија или како стоат државните факултети на ова поле? Кога станува збор за факултети кои што се од областа на природните науки, потоа инженерството, в конкретен случај може тука да го споменеме и нашиот технолошко-технички факултет Велес, каде што во иднина нашите дипломирани студенти треба своите знаења да ги имплементираат практично на своето работно место во прехранбената индустрија, одредени научно-истражувачки центри или лаборатории. Праксата е од големо значење. Така да спомнав и претходно, станува збор за релативно млад факултет, но можеме да истакнеме дека од страна на Министерството за образование и наука, согласно проектот за воведување, односно за опремување на лаборатории во факултетите, Технолошко-технички факултет Велес, поточно на испрезираните студии во Кичево, е набавена лабораторија, а исто така е опремена лабораторија и во Велес, каде што е седиштето на факултетот. Понатаму, можеби на почеток, како што споменав, сепак сме млад факултет и полека застануваме постабилно понатаму да ги реализираме своите цели. Понатаму, секако со проширување на практичната настава се јавува потреба и од дополнителна лабораторијска опрема, инструменти кои што од друга страна финансиски чинат повеќе пари. Така да понатаму веќе дали во соработка со надлежните институции, Министерството, владата или пак од друга страна преку учество на проекти на факултетот, наставниот кадар и студентите, тие лаборатории да се повеќе да се опремуваат и да функционираат секогаш да бидат во функција на студентите, затоа што во нашите лаборатории покрај редовната практична настава, студентите може да ги искористат и за подготовка на своите дипломски или пак магистарски трудови.
При нашата последна посета на вашиот факултет, она што можевме да го уочиме тоа дека студентите се премногу задоволни од тоа што практичната настава е веќе составен дел од редовниот или целокупниот студентски процес. И ова е едно од барањата кои што го имаат студентите, а владата и ресорното министерство го вметнаа во или го регулираа со закон за образование. Согласно Законот за високо образование, практичната настава е регулирана и тоа значи студентите имаат практична настава, ги запишуваат заедно со предметите во секој семестар. Таа практична настава им носи соодветни кредити, затоа што сите факултети во нашата држава се по студиите се по европски кредит трансфер систем. Покрај праксата која што студентите треба да изведуваат во текот на самиот семестар, предвидена и летна пракса во време трајање од 30 работни денови. И сите тие, значи, овој начин, мислам, практичната настава е регулирана со законот и факултетите се должни заедно во соработка со институциите и со соодветниот сектор, онаму каде што може студентите да се испратат на пракса, тоа треба да се реализира. Доколку со цел да понатаму студентите може да продолжат со запишување на семестар, потребно да достават потврда од известна компанија од било кој сектор, нели, која што му е сродна на факултетот, на неговата студиска програма, и потврда која што понатаму ќе биде доказ за да може да, нели, го запише наредниот семестар на студиите. Каков е примерот по вашиот факултет? Колку компаниите кои што се сродни со факултетот се заинтересирани да примат студенти? Каде студентите најмногу сакаат да одидат на пракса? И имаме ли случаеви кога студент кој што посетувал ваква практична настава во некоја од компаниите подоцна се вработи? Можам да кажам дека дел од прехранбениот сектор е расположен за соработка, конкретно тука во Велес, но и во другите градови каде што има наши студенти или фирми кои што соработува факултетот. Но сепак тука во тој дел во наредниот период треба да се насочиме и од страна на факултетите, значи високообразовните институции, но и универзитетите, дали во соработка со одредени здруженија кои што ги имаат бизнис секторот или со стопанската комора, дали ќе биде тоа регионална или национална стопанска комора, во тој дел треба да се вложат повеќе напори, значи затоа што од заеднички интерес е колку од нашиот факултет изгледат поспремни и пообучени кадри, тоа е олеснително за војни на компаниите да имаат на располагање квалитетен кадар кој што ќе може да придонесе во производствениот процес, односно во самата работа, на самото работно место. Конкретно има повеќе позитивни примери во овој разговор ќе споменам само еден пример. Наш студент во соработка со прехранбената индустрија Витаминка од Прилеп, во таа прехранбена индустрија изработуваше и својата дипломска работа, значи таму го изработи својот дипломски труд. Тоа е една, значи, од компаниите која што успешно соработува со нашиот факултет. Благодарение, значи, на таа компанија, но од друга страна и залагањето, интересот кој што го покаже нашиот дипломец во текот на подготовката на дипломскиот труд, тој веќе е успешен технолог на своето работно место во таа прехранбена индустрија. Како гледаат студентите на сите овие, на целата оваа поддршка која што ја добиваат од владата? И директна, која што ја добиваат еве сега преку бесплатниот превоз, но и претходно преку доделување на ваучери за лаптопа, потоа за таблет, компјутери, модернизација на условите за образование, поблиску до нивниот дом, сега повеќе нели не се оди надвор од сопственото место на живење. Колку тоа олеснува и колку тоа придонесува, на почетокот рековме нели 80 до 90% од средношколците да се запишуваат на факултетите. Интересот и кај студентите за сите овие претходно споменати мерки, значи како што спомнавте, со самиот процент на заинтересирани матуранти кои што го продолжуваат своето образование, но онај што секојдневно ние директно го гледаме, затоа што континуирано сме во комуникација со студентите, значи кога се слуша некоја дека има нова мерка, значи се дискутира, се разговара околу таа мерка, се аплицира, значи
судиме по тоа што студентите подготвуваат документи, аплицираат, се стекнуваат со одредена бенефиција, дали тоа било лаптоп, компјутер или стипендија, од друга страна или таблет, според интересот и она што го гледаме ние по факултетите, студентите знаат да ги ценат сите овие можности кои што им се создаваат. Ги спомнавме стипендиите, тоа е нешто што е познато во образовниот процес. Колку студентите се заинтересирани да ја искористат можноста да добијат стипендија од државата? Сега моментално актуелни се стипендиите за студенти. Сега во овој период се аплицирањата, студентите ги подготвуваат своите документи и ги доставуваат до соодветното министерство, Министерството за образование и наука. И станува веќе од оваа година имаме одредени промени, односно се забележува и тоа објавено во самиот конкурс, затоа што има и одредено покачување на стипендиите кои што се наменети за студентите. Студентите може да ги искористат тие стипендии врз основа на просекот кој што го постигнале во текот на своето образование, од претходната академска година, но и по друг основ, односно кога станува збор за користење на стипендии од страна на студенти кои што потекнуваат од социјално ранливи семејства. Судејќи според тоа сето што го споменав досега и оваа последна мерка и покачувањето на стипендиите од страна на владата, ресорното министерство, односно Министерството за образование и наука, секогаш се наидува на разбирање, односно слух од тие институции за потребата на младите, за потребата на студентите, затоа што колку тие институции вложуваат во нас, во младите се и нормално столбот на една држава, односно понатаму ќе бидат вклучени во низа процеси, дали во соодветни институции или како што претходно споменавме и на работните места, така да со овие позитивни примери кои што ги споменавме во нашиот разговор, потврдуваме дека и од една страна студентите ги почитуваат мерките, се заинтересирани. Често пати стипендијата нив им представува и мотив за да вложат повеќе труд, да се стекнат нормално со повисоки оценки, за да може да аплицираат и за некој подобар вид на стипендија. Тука во тој дел на стипендирањето добра пракса во последно време што и исто така е започито од страна на студентите, тоа што има и одредени прехранбени компании. Конкретно сега би спомнал и за нашиот факултет кој што стипендираат студенти за да им ја плаќаат школарината, оние финанси кои што им се потребни за студиите. Но од друга страна се почесто, за тоа доста позитивен пример, ние и општината Велес, затоа што секоја година се отвора конкурс и се доделуваат стипендии на најдобри студенти кои што потекнуваат токму од градот Велес и се студенти на факултетите на државните универзитети. За да имаме добри студенти, неопходни се и добри професори, но и соодветна литература од која што се учи. Во изминатите неколку години оваа влада вложи огромни средства за да се преведе литература или студентите да се образуваат од соодветна литература од која што учат и студенти на факултети кои што се многу високо рангирани. Како тоа одекнува или каков е приемот кај студентите? Конкретно би се осврнал и на наставниот кадар. Станува збор за наставен кадар кој што е доста квалитетен и континуирано вложува во своето знаење, во своите вештини. Тука се покрај оние услови нормално кои што треба да ги исполнат согласно законите за високо образование, тие постојано се учесници на некои конгреси, конференции, дали во земјата или странството, каде што црпат искуства и на тој начин ги пренесуваат тука кај нас кај студентите. Што се однесува до покрај, спомнавме реализирањето на наставата, учебниците и тој дел на достап на литература на студентите, дел од професорите, наставниот кадар, соодветно на искуството кое го имаат, вложиле труд и напишале своји учебници или своји скрипти кои што се користат на факултетите. Но од друга страна, исто така позитивна мерка која што е воведена последните години, континуирано се доставуваат до факултетите, до универзитетите преведена литература од различни области, која што може да ја користат и студентите, и за студенти на природните и за општествените науки. Така да и на нашиот факултет
сепак сме, значи, факултет кој што функционира во 3 градови, како што спомнав на почетокот, Велес, каде што е седиштето, Кичево и Битола се дисперзиите, но во секој факултет има достапна литература, која што е, значи, дел од проектот на владата, оние преведени книги, и таа литература наставниот кадар им ја предложува на студентите, односно во секој предмет се вклучени и преводи од преведена литература. Дел од таа литература се користи за спремање на материјалот за испити, колоквиуми, а од друга страна, значи, дел од таа литература се користи при подготовка на одредени семинарски работи, дипломски или магистарски трудови. Колку ваквата литература допринесува за поквалитетен образовен систем? Како што нормално беше и целта на самиот проект, ова литература која што користат нашите колеги, значи студенти кои што се на престижни универзитети, дали Германија или Америка, од каде што црпат знаење и информации, да се доближи до нас, сето тоа влијае и на самиот квалитет на нашето знаење, односно пред се на квалитетот на наставата, а потоа и нормално кога ќе излеземе ние како кадри од самите факултети, значи и од нашите универзитети, со тие информации, значи ќе бидеме приближно некаде со знаењето со нашите колеги од другите универзитети кои што се меѓу првите или меѓу најдобрите, кои што треба да бидат пример за сите нас, нормално и за нашата држава, која што континуирано вложува во високото образование и, значи, се гледа дека тука има примерна цел и подобрување на квалитетот на самото образование, но од друга страна и на продуцирање на квалитетни кадри кои што понатаму, значи, ќе допринесат за развој на самата држава. И господин Савевски, во ваше гостување во Отворена заби сакала да го заокружиме со вашето лично размислување околу идејата која што не толку одамна беше пласирана во јавноста од страна на опозицијата дека на Македонија не е се потребни толку високо образовни институции или како што тие велеа факултети во секој општина, па и нарекува и секој село. Конкретно околу овој случај, политиката треба да се тргне на страна од образованието, да не се нормално не се користат сите овие мерки или можности на младите за одредени политички цели или, не знам, собирање на одредени поени. А од друга страна, со сите овие информации кои претходно ги споменавме и она што, значи, бидејќи јас доаѓам од таа фела, значи од секојдневна комуникација со студентите, интересот кој што гледаме на почеток на секоја академска година со уписите покажува дека, значи, постоењето на нови факултети, па и дисперзирани студии ги оправдува, значи, оние целта за кои што се отворени. Едноставно додека не треба да, значи, да се едноставно кажано да се плука по тоа што е создадено, туку треба сите заедно да се насочиме понатаму кон уште поголемо унапредување и подобрување на високообразовниот процес. Спомнавме дека да, имаме соработка со бизнис секторот, но тоа треба уште да се подобри. Или имаме лаборатории за практична работа, но тоа може уште да се надоградува. Така да и од друга страна оној дел, значи, кога имаме доста примери каде што биле успешни средношколци, па потоа, значи, имаат своје способности, интелигенција, сакаат да продолжат понатаму со своето надоградување, да продолжат и на високото образование, и сега кога направиме на паралела, дали, значи, да продолжат тука во родниот град во Велес на технолошки факултет или на дисперзирани студии по информатика, од друга страна додат Скопје или додат за Битола, па и конкретно ако станува збор за дисперзираните студии по туризам, ако го одберат за Охрид, покрај, значи, оние трошоци кои што ги имаат за одреден превоз, тогаш се појавуваат и дополнителни трошоци околу сместување и тој студентски живот кој што е надвор од нивното место на живење. Така да, значи, сите овие проекти, и спомнавме и според она што го имаме како реална ситуација, е добро да бидат во функција. Понатаму, значи, само може да се прават анализи
и сето тоа да се надоградува. И верувам дека да продолжи успешно соработката со како на ниво на институција меѓу факултетите, универзитетите и соодветните министерства, континуирано да се биде во комуникација помеѓу министерството, универзитетот или факултетот, да се заеднички да се работи на решавање на одредени барања и потреби и понатаму може да има уште доста успешни проекти кои што ќе бидат од интерес за студентите. Господин Савевски, јас ви благодарам за вашето вечерашно гостување во Отворено за од 1 јануари наредната година како еден од студентите и вие, нели, на вториот факултет кој што го учите, ќе имате право на бесплатен јавен превоз и подсетување за сите студенти да ги искористат сите можности кои што им се нудат за да им се олесни студирањето, но и да им се подобри студентскиот стандард. Оваа влада има многу проекти, многу вложувања и очекувањата се дека студентите преку образовниот процес на државата ќе вратат за се она што таа го дала додека тие се школувале. Почитувани гледачи, ова беше се за ова издание на Отворено за 7 дена повторно во ова студио најавувам нов гост. Останете понатаму со нас. Пријатно.